фрижидер ме чуваат, имаме еден фрижидер. Значи кога викам во длабоко, имаше такви порано фрижидери оние Да, големи. големите. Не знам сега дали ги има, како? Зошто поретко носиш фустанчиња? Имам криви нози. И на прашањето дали сум дебела, да вика, ти љубави си ми секогаш најубава. Како претходното Си се облекла прашање. како невеста, прашуваш прашања за брак, кај декте мажи. Да, не знам зошто така ми го изврте муабетот, сакав само да кажам еден Ти прва убав, почна. прекрасен комплимент. На прашањето дали ово убаво ми стои, јас себе те сакам само гола. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Убава ви вечер, Македонијо. Уште една прекрасна среда, ние сме во одлично расположение, во прекрасно друштво и одвај чекам оваа енергија да пренесеме и на вас пред малите екрани. Денес како за промена нашата вечерашна гостинка, која што ни е за прв пат во студиото на Старс, една моја колешка, односно една од најпознатите и најдолготрајните водителки во Македонија, една прекрасна русокоса со фантастична насмевка. Ве молам еден огромен аплауз за Снежа Велков. Па може и прекрасен аплауз, веќе кога тргнав така со прекрасно се. Ти благодарам многу, ти благодарам за прекрасната најава, долготрајна. Тоа нешто како микнуваш да најаваш, долготрајна. Колку Снежа. трае ова? Некои 22 години. Замисли омекнувач да ти трае Снежа 22 години. Замисли еј. Па тогаш нема да ги периме ништата. Добро. Шалам. Сакам да кажам уште на сам почеток дека како што влезе во ова студио, некако те фати една таква убава носталгија, сакаше да го почувствуваш местото. Те врати во едно време на твоите почетоци, односно точно овој простор, ќе те оставам тебе да кажеш. Значи вака, на местото каде што се наоѓаме, поточно студиово во кое што снимаме, јас го имав моето прво снимање и мое прво појавување на телевизиските екрани. Во суштина таму некаде се снимаше тогаш шоуто Вртелешка и таму некаде јас се појавив како модел кој што носеше некаква си облека која што требаше да ја презентира и после тоа се преселивме овдека на оваа локација каде што почна да се снима тогаш Ред Хот и тоа беше прво забавно шоу кое што третираше и шоу бизнис, меѓутоа и култура во Македонија. А инаку носталгијата ми од вратата, затоа што точно знам кога се отвори, со клуч кога се отвори, кога дојде попот за да го освети студиото и така да ептен ме вративте и ме подсетивте. Мене ми е драго што така убаво ти направивме на душа, предпоставувам да се подсетиш на тие убави денови. Ред Хот, значи, тоа било првата забавна емисија во Македонија. Па, Јас се не, надевам имало- дека Старс нема да не. биде последната емисија забавна во Македонија. Мислам, пак е Не, нешто имало место. забавни емисии, но сакам да кажам дека таков краток формат кој што Така. има по 15 минути, значи беше прв пат воведен заедно со Ред Хот. И од тогаш некако почнаа тие кратки шоу-биз, секојдневни емисии, кои што нели веќе станаа некаков стандард. Понатаму се појавија и сите останати кои што и ден денеска траат. Така, сакам да ти кажам уште на сам почеток дека покрај тоа што ми е премногу драго што си ни наша вечерашна гостинка, сакам да ти кажам дека изгледаш фантастично. Ке кажеш дека е од светлото, јас не би рекла дека е од светлото, затоа што тоа го гледам тука во живо. Ги знам снимателите. Ма не е до снимателите, снимателите не можат да гледат, мислам, снимателите не се во може да моите направат, очи. значи вака кога ќе ми издолжат, вака кога ќе ме направат, кога ќе ми додадат боја и после тоа кога ќе ме видат во живо, ми се случи, значи вака ме сретнува една постара господја и вака ме гледа, ти си Снежа Велков, викам да и вака ме гледа. Па, добра си во живо. И вака се, значи се мислам, ми дадеше еднома комплимент и тоа беше навреда и викам фала. Снежа, ти имаш позади себе брак кој што е преку 20 години. А што бракот ти кариера. измачува ли? Па види вака, си Од придонесува каде тоа? стрес. Од каде тоа Две дека деца, бракот ти измачува? работа 22 години. Значи во самите тие години самиот живот си носи предизвици кои што не секогаш се убави, не може само убави моменти да има, мора да има и некои успони, падови и така натаму. Сакам да кажам дека тоа ништо не се познава на твоето лице. Не ти се познава бракот, ми рече. Многу се
Не е така. Немој така да ми кажуваш, сега ќе го извртат разговорот дека сум... Не е точно. Многу младо изгледаш, а си мажена. Сакам да кажам дека прекрасно те чуваат тете дома. Така е. Каде те Тоа е. чуваат? Во фрижидер ме чуваат, имаме еден фрижидер. Значи кога викам во длабоко, имаше такви порано фрижидери оние Да, големи. големите. Не знам сега дали ги има, како? Сандаци вие ги не мори у сандак да ги купам. Лиле ме стави. Оваа стара си, оваа у сандак. Снеже, немој така да ни вадиш муабети, значи ништо од тоа не кажавме. Ја само играм асоциации, на што кој што асоцира. Така да имаме во фрижидер ме чува да не ми помине рокот. Добро, во длабокото ќе одиме подоцна да видиме како е. Јас сепак мислам дека како и да е, не знам зошто така ми го изврте муабетот, сакав само да кажам еден Ти прва убав, почна. прекрасен комплимент. Океј. Што според тебе ја прави жената да биде убава, да се чувствува убава, да биде жена, да биде дама? Фрижидерот, да. Немој да молам со фрижидерот. Значи многу е важно да се чувствуваш убаво, не да се чувствуваш убаво, многу е важно далечината од фрижидерот до жената. Колку почесто се приближува до фрижидерот и го отвара, значи има сериозни шанси, доколку ги конзумира тие продукти што се внатре, а посебно ако се благи, значи да не биде задоволна од себе. Многу добро кажано. Значи, тоа е едното нешто. Од друга страна, па ако исто така, ако многу често го отвара фрижидерот, може помногу често готви. Па исто така може да биде незадоволна од себе, отипа нема време за други работи. Се ако ја терат, па иде го подига фрижидерот. Тоа значи па дека нема маж во куќата кој што може дели да ги преместува работите по дома. Така да многу е важно. Искрено не очекував дека ваков одговор ќе добиам, ама фрижидерот навистина играл голема улога вака кога ќе подразмислиш. Па гледаш ли? Вистина, значи подобро и да немаме фрижидер дома. Подобро. Инаку, ако сакаш сериозен одговор на прашањето, многу е важно да бидеш задоволна од себе и прво да знаеш која си. Да не бараш постојана валидација и од околината, и од социјалните мрежи. Значи, дознај си ја сопствената вредност. И кога ја знаеш сопствената вредност, а тоа го правиш со искуство, искуството се стекнува со носење на лоши одлуки, да, додека пак, нели, добрите одлуки доаѓаат заради искуството. Значи, тоа е неминовно кое што треба да се случува, така да не можеш од старт да стекнеш доверба, меѓутоа, оди по тој пат за да знаеш која си. Оти ако не се пронајдеш себе си, значи цело време ќе бидеш незадоволна. Апсолутно. И ништо не ти така. помага. Апсолутно. Значи е не така. ти помага ни шминка, не ти помага ни најубав фустан, не ти помага ни далечина од фрижидер, ништо не ти помага да знаеш, да. Почесто те гледам вака во костумчиња, одела, панталони. Да. Зошто поретко носиш фустанчиња? Имам криви нозе. Значи брутално искрена. Па што да ти Брутално кажам искрена. Вака Љубовот криви стајат. ми се, слаби ми се и јас не си се допаѓам. Тука сакам сега да се надоврзам на една твоја изјава што ја слушна во некое дадено твое интервју, каде што кажуваш, мене не ми е важно како изгледам, но важно ми е што ќе кажам пред камера ништо не или во снимам. емисија или на интервју. И сега сакам да те навратам пред неколку години кога си ја започнала својата кариера. Дали и тогаш ти било пример битно што ќе кажеш или ти било битно? Секогаш. Значи секогаш од сам старт мене ми било битно што ќе кажам, а никогаш како ќе изгледам. Навистина? И многу е тоа чудно. Значи воопшто никогаш не ми било битно, мислам, важно ми било да изгледам пристојно, заради тоа што сепак треба да се изгледа пристојно на локацијата на која што се наоѓаш, а бидејќи се наоѓаш на телевизија, сепак е потребна одредена пристојност и не е во ред да доаѓаш некако облечен или расоблечен, посебно заради почита кон гледачите. Значи Так. не, убаво е да бидеш пристоен. Меѓутоа, можам јас да изгледам сега и најубаво на некого да не му се допаѓа. Така да тоа е релативна работа, но доколку јас сум сигурна во тоа што треба да го кажам, и тоа ми е многу поважно, во тој случај нема што да се замарам како изгледам, затоа што, како што реков, може тебе ти се допаѓа, ама на оној дека не му се допаѓа. И што да правам јас? Сега ќе рече зашо оваа Снеже до тука го откопчала, можела да се закопче и беше истоеше поубаво, така ли? Така, да, секогаш меѓутоа, има луѓе. Ама кои од друга страна е исто така битно дека ако па си многу како да кажам и многу нападна шминка, нели, и многу, значи па нема ни да те слушаат што кажеш. Па ќе викаат ќе му бидеш само убава. Ќе викаат оваа убава, нека памтат нешто што сум кажала, па и нека биде глупост. Све си е мое.
Снеже, пример, некогаш ти текнало да работиш временска прогноза, да ни е секси временски прогнози? Не. Добра. Сега, апропо прашањата претходно што ги правевме, не знам ова од каде ми дојде со временската прогноза. Немам ни Затоа сама што се поима. викам Снежана, имаше една Ведрана која што работеше. Точно знам од кај ти и Ведрана разведруваше, јас сум Снежана да снежи. И би требало, замислеј, временска прогноза. Да се вика едната Ведрана, другата Сунчица, третата Снежана. И друга има и четвртата која? Не знам. Пролетерка. Еве бе, 3 нека бидат 3, значи Снежана, Ведрана и Сунчица. Значи ќе биде наутро, попладне и навечер временска прогноза. Милин. Или па по време треба да се поделиме. Значи сезона пролет, лето, есен, зима. Ама ако се облечени сите според сезоната, тогаш ти ќе бидеш со монтки, јамбули. Па како што реков, не е битно како изгледам, битно е да слушна дали ќе врне снег или не. Сакам да те прашам са самоувереноста. Ја споменавме и претходно. Дали мислиш дека е тенка границата помеѓу самоуверен човек и човек со големо его? Самоуверениот човек никогаш нема големо его. Тој кој што има големо его, тој е самобендисан. Затоа што оној кој што е самоуверен си ја знае вредноста и точно знае каде припаѓа и точно знае дека не треба да го покажува своето его таму каде што воопшто не е потребно. Само бендисаниот е тука, он е најбитен, он све сака да покаже заради тоа што во суштина и не ја знае вредност. Значи тука сум и сега ќе се наметнам, нели ќе зборам. Ќе зборам човекот кој што си ја знае сопствената вредност, знае дека било каде да се појави, дека знае колку вреди и дури да каже 2 збора, а другиот да каже 20 збора и ги запаметат овие на човекот кој што кажал 2 збора. Многу убаво кажано. Сега тука пак имам една твоја изјава. Гледав многу интервјуа вчера од тебе и некако те запознав малку поблиску од само од тие кажани интервјуи. Многу ми е драго што го направи тоа, заради тоа што сега имам уште поголема почит према тебе што седиш тука наспроти мене. Да не почнеш мене. да ми персираш на крајот, вие. Па се надевам дека не ти пречи што сум на ти. Не сакаш да си ги гледаш своите емисии. Зошто? Која е причината што не сакаш, пример, ниво твое присуство да се гледа емисија, ниту сама да ги гледаш емисиите? Нели така најубаво се учат грешките или ги приметуваш грешките кои што се прават, затоа што сите правиме грешки без разлика на тоа дали си долготрајна или не долготрајна. Да. Моментот јас си ги гледам емисиите кога ги монтирам. И точно си ги наоѓам грешките и точно знам што се случува, меѓутоа не сакам да ги гледам кога ќе биде готовиот производ, заради тоа што плюс дополнително нели ќе се изнервирам. Мислам дека тоа не ми е потребно затоа што веќе еднаш сум се изнервирала и сум си ја нашла својата грешка. Иако, не знам, гледаат моите, нели, иако ја забележа таа грешка и ми ја префрлат, значи ќе треба и 4ти пат да ја преживувам. Така да себе си се некако ограничувам, значи знам каде ми е грешката, сум го доживеала стресот, окей, идемо дале, значи ајде да го смениме тоа во следната епизода. Така да и денеска тоа го применувам. Да не си стресирам по неколку пати. Така, добро, значи стрес подалеку, ета зашто е убава. Нема стрес иначе во животот. Знаеш ли понекогаш да бидеш дрска, да бидеш арогантна, ете така, некој кога ќе ти ја прили едноставно чашата и ќе премине таму каде што не треба. Мојата арогантност ја покажувам со тоа што ја прекинувам комуникацијата со тој човек, со таа личност, значи не давам повеќе пристап до мене. Значи, окей, добро, не ме сваќаш, не се разбираме, доволно е до тука. Понатаму, окей, ако не го сватиш и ако не го сватиш моето отсуство и ако не го забележиш моето отсуство, во тој случај не го заслужуваш ни моето присуство и тука прекинуваме. Така да, она дрското однесување, мислам дека е спуштање на нивно ниво, кое што не треба да го практикувам. Така да, ариведерчи, до тука било. Јас тука знам уште да си се така изнервирам и да се... Нервирањето, јас... Испокарам... Не се карам, себе си се обвинувам за... Не се карам, себе си се обвинувам, но на кај ми беа очите што не видов. Знаците се јасни. Ама сватив дека ако во првиот момент нешто тука не ти штима, без разлика на кој однос, значи не му давај шанса да те убеди уште еднаш дека не штима. Значи на првиот момент ако нешто не штима, пакој ти куфирите и оди се. Снежа, кажи ми вака, во сите овие години кариера која што имаш позади себе оставено, сакам да те прашам заради тоа што сигурно сум дека си поминала низ предизвици како убави, така и не толку убави, кое ти било најлошото искуство со гости? Не за во нешто конкретно, општо низ сите години наназад.
Да се потсетиш на некој нешто, пример да ти има направено, да ти има навредено некој. Може би не толку да ме има навредено, затоа што не ме знае лично, па не може да ме навреди лично, меѓутоа тоа е разочарување во одредени ликови кои што нели како звезди си ги доживувал дека се на повисоко ниво и дека во суштина она што им е предност е тоа што се многу покултурни и многу посоодветно ги прифаќаат нели однесувањата на луѓето заради тоа што сепак се јавни личности, нели така ги доживуваш. Така да сум се разочарала многу повеќе отколку што нели некој ме навредил. Не може да ме навреди како што реков затоа што не се знаем. Но разочарувањето е големо и како да ви кажам тогаш и тие песни кои што ги пееле и концертите кои што ги одржувале веќе имаат поинаку ги гледам заради тоа што некако сум ги запознала тие луѓе и онак сваќаш чекај, не е он истиот што ја пее песната, него Така. сепак нешто. Нема да ми друго. кажеш значи име на Па некој не, така, мака на некој да јас, се потсетиш. Тоа сум го спомнала, па не сакам сега да се навраќам во суштина. Јас имав инцидент со црвена јабука. Го немам Така да, слушнато, го немаш искрено, слушнато, немам поима, значи Не, за ова онака затоа само што ми сум беше го прашањето. кажала на повеќе и гостувања, тоа ми бил еден инцидент. Значи црвена јабука кога гостува во Скопје, Славеа не знам колку години кариера, дали беше тоа 30 или 40 години, одбележувањето беше во покојната универзална сала и ние некако јас секогаш со моите идеи однесов она гајба со јаболки и од типот нели публиката која ќе влегува да им давам јаболки, нели дека се црвена јаболка, добро. да. И доаѓа Жера, седнува вака спроти мене после концертот и јас му дадов јаболко и му реков дали ќе јадеме јаболка. Со идеја нели дека црвено е јаболкото, ајде да ја продолжиме приказната. Ќе се насмее да И отхум. тоа беше таква дрска реакција од типот го бутна јаболкото и ми рече склоните ја. Демек, Да не правите која ли? е девојкава, кој ми ја донесе девојкава, што вие мислите и демек како да се какво е ова дрско и безобразно однесување, дали ја да јадам јаболки, што е една девојкава. И сега, може би имал право тоа да го каже, меѓутоа па Па од не друга би рекол страна јас дека бев имал право. премногу млада тогаш за да имаш ти таква реакција, а ако сакаме пак малку да гледаме и подлабоко, сепак ти си машко, јас сум девојче, кое што доаѓа и ти дава јаболко. Мислам дека малку тука неговата реакција не беше соодветната. Издвојте се од стадото, кој ќе те види во гужвата. Нормално. Ова го имаш исто кажано и сакам тука да те прашам како ти секогаш се двоеше од стадото? Па така што сакав да правам нешто поинаку, да речеме, и сакав да читам поинакви книги и сакав да гледам поинакви нешта од тие што ги гледаа сите. Ако ga гледаш, читаш, одиш на поинакви места, во секој случај значи ти се однесуваш поинаку. И да речеме не сакав да бидам дел од стадото или дел од друштвото затоа што можеби многу ми беше лесно да бидам сама. Мислам не сама како човек, него никако и денеска да си поседам дома сама, немам никаков проблем. Така. Например, си ја полнам енергијата сама со себе, а не да речеме во големо друштво. Така да но сепак треба да прифатиш затоа што тоа е исто така меч со две острици заради тоа што заради различното размислување и различното однесување можеш да бидеш и многу често осамен, одбиен или пак осудуван. Меѓутоа многу е важно воспитувањето од дома и многу е важно како ќе ти кажат од дома и многу е важно дека ако си поразличен нема да ти речат иди дружи се со децата, види што прават, ти си се затворил дома или не знам што правиш, него ќе те поддржат и ќе ти речат супер е тоа што ти Снежа собираш постери од фудбалери и што идеш на утакмица на фудбал, а не идеш со девојчињата, не знам каде да се шеташ или да гледаш некакви серии и така натаму, така да ме поддржувале и сум сваќала дека различноста не значи дека тоа е нешто погрешно, така да ги советувам и сите родители кои што ќе видат нивните деца дека се однесуваат малку поинаку, па дури и дека немаат толку многу другари, да ги поддржат и да инвестираат во нивната желба, заради тоа што имав и таква тема во самата емисија, дека црните овци не значи дека се лоши, а тоа можете да го видите сега последниот филм кој што го направи младиот Унковски, значи приказната е за момче кое што чува овци во едно село, македонско, и таков е и постерот. Значи сите се бели овци, он е розева. И он сака да стане диџеј.
Можете да ја замислите приказната. Така Па да, ама и тоа е нормално, значи секогаш кога се издвојуваш, тоа значи дека си по нешто многу поразличен, си нешто помногу креативен и похрабар. И похрабар. Па добро, и не мора, мислам, ако си упорен можеш да направиш нешто, ако нели се разочараш. А па ништо затоа нема што да сега направиш. нема простор да се разочаруваме, затоа што сега треба малку да зборуваме за поведри теми. Јас би сакала тука да ја поканам Ангела, затоа што ние за тебе Ајде. имаме припремено. Што имаме припремено, Ангела? Може ли ти да ни кажеш? Затоа што подобро знаеш да го објасниш ова на битолски, јас не знам така да го изговорам точно. Да, инспирацијата морам да признам дека ни беше Снежа. Инспирација за концептот на игра, затоа што знам и истражував и познато ми е дека си во коалиција со битолчани Како? и ти благодарам за тоа. Исто така, досетливоста ти е, според мене, јака страна. И тука издвоив неколку примери на надимаци кои што беа посебна тема кај тебе. Ова се прекари, нели, по битолски кажано, специфични. Тема веќе разработена, ќе кажам, али доста уникатни, да видиме колку би била досетлива. Значи, јас го кажувам првото, јас и Ивана го кажуваме првиот дел. Ке започнем, например, јас. Ја викале, еве го имам и тука, ја викале Дзунзурката, Дзунзурка е што само кажа? лампион. Ја викале Дзунзурката затоа што живеела близу саат. Пошто нели мене ми имаат кажано битолчани дека не треба да биде еквивалент на тоа, дека нели живее близу до елката, туку треба спротивно да живее близу до некогаш саатот. да, ама А еве оваа нека живее близу до елката. ајде. може. Го викале Алфата, затоа што Го викале Алфата. Затоа Да, што се Алфа емитуваме како- на Алфа телевизија. Алфа сега одиме како Го модел викале на кола. Алфата затоа што правото име му било Ромео, кај да знам. Па, логично. Кој е така След- стереотип за Алфа која ќе кажеш? Што се мисли за колите? Која е карактеристиката на Алфа колите? Па ти бил расипан. Точно, оти бил расипан човек. Го викале Бозата. Го викале Бозата. Сега, Бозата, не знам. Мирисал на кисело, кај да знам. Кисело му мирисале Мислам дека нозете. ти поинтересно ги кажуваш од тоа што јас ги имам напишано тука. Значи, Значи, апсолутно. Го викале Завари тенџере. Завари тенџере. Не знам Ова- кога се смеел да не клокотел, но... Не знам од кај да знам. иначе Добра си. за секое зборче на битолски имаме паралелен збор. Што е Например, завари завари тенџере е некој кој што е просто изгубен. Завари Ај, тенџере. па Да, не демека знае. види го е завари тенџере. Аха, Изгубен бил, во просторот. не знаел Да. овакво. Го викале дупни мандало. Леле, дупни мандало, шо беше? Дупни мандало беше тој што збори за џабе, таков, дили? Шегаџи. Да, Шегаџи, таков, шегаџи е и тоа. Тој така што ги сска Го работите. викале дупни мандало, оти не знаел ни еден виздак. Ете така, може и Сега така. мислам дека за дупни мандало не знам дали баш, ама за целата оваа игра која што јас мисли Ангела, треба да наздравиме. Ајде, со чаша за убаво. кинезо, Ајде, за за кинезо. дупни мандалото, за завари тенџере, нек Запамти се сите. множат сите, да. Јас не- тука би сакала само да ги поздравиме нашите пријатели Вардарска долина Шато Ризов кои што го имаат најубавото вино и секако ќе започнеме уште од старт со подароци. Снежа, Да, ова е за тебе, ќе си Ти го однесеш благодарам. дома. Повели. ти благодарам. Се надевам дека ти се допадна виното. Одлично. Добро. Да. Сега тука би сакала оваа прилика секако да ја искористам да ги поздравиме и нашите пријатели од Државна лотарија кои што не потсетуваат постојано дека среќата е насекаде околу нас и дека само тој што игра може да добие, а како би го направиле тоа така што ќе ги уплатите вашите 7 срекни лото броеви, секако ќе изгребете по некој од нивните инстант лозови и уште еднаш да кажам среќата е насекаде околу нас, а точно среќата ја носам Снеже и кај тебе. Ајде, фала Повели ти. не уште на средина на емисија, повели вака. Фала Многу ти. си ми далеко, не знам зошто вака со другите гости некако вака им ги подавав, тука треба да станам целосно. Но за Да емисијата си ја да ни вежбам биде раката. сите за топчето се фаќаат. Па него што? Па за Сите топчето да се фатиме. Има гребки внатре. Има некој се ваѓа за подолгото.
Па добро. На кој каде му оди прво мислата? Мислам, топчето си е супер работа. Сакам да кажам А дека... зашто едно топче само сте ставили, а не две? Да, сега Па ја видам. имам две раце. Не знам зашто така направиле од државна лотарија, ама ќе поразговарам со нив следно да ставаат по две, значи за Така. кога ќе има нешто да точно. За со Е, двете раце па барем, две. не само со една. Нормално. Сега сакам да кажам дека на оваа наша прекрасна гостинка, која што е многу шеговита, пред се, ќе се приклучи уште една прекрасна кубанка, која што ќе го поткрене уште толку расположението и секако ќе продолжат заедно со нашата Ангела во Жешка енигма, а тоа ни е Јасмин Лопес. Ајде ве молам еден аплауз. По најавувањето на мојата колешка Ивана за Јасмин Лопес, тука се разби дискусија дали е Джейло наша македонска, дали е сестра на Джейло, па јас ќе дозволам сама да се представи и да ни каже нешто за себе. Па јас сум Јасмин Лопес, веќе сум во Македонија 10 години, го учив јазик како што можам. Сум пеашка, професионална и, како да ти кажам, многу сум задоволна, срегна и благодарна. И омажена тука И омажена дете. и со бебе, веќе малиот Алехандро. И А така, тука нашите супер. македонки кажуваат дека не можат мажи да најдат. Ти Може како би го најде? затоа што стандардите на луѓе може би се многу високи. Значи, може би многу бараш. Ај, да, Дали да. си тоа што го бараш? Размислете што ви кажа нашата кубанка која што е снашка тука и ни зароби еден прекрасен момак. И обратно, исто и и за обратно, машки. така, Не е така, само за жени, така и е, обратно. Јас можам да кажам дека освен што е добра пејачка, е и добра танчерка. Нејзините танцови способности ќе ги тестираме денеска тука, а исто така и нашата Снеже која што се пожали дека ги има криви нозе, ќе мора да застане во оваа права коцка и да одигра на нешто. Односно, за да ја објаснам играта на денешната Жешка енигма, играта се состои од тоа што и двете си замислуваат дека се на кастинг за, односно аудиција за новото шоу Твоето лице личи познато. Затоа што и двете ни се многу атрактивни и познати, ќе треба на оваа аудиција да се покажат во најдобро светло за да влезат во шоуто. Јас во позадина ќе пуштам одредени песни на кои што треба да се покажете во првата етапа. Значи имаме два круга. Во првиот круг со врзани очи во овие коцки. Не треба да излеземе од коцката? Не треба да излезете од коцките. Точно. Добро. Сега ви ги доделувам очите вештачки што ќе ги носите и во меѓувреме ја припремам мелодијата. Вие може прво да застанете во коцките, а потоа да ги ставите на очарите, да не направиме тука нешто пред да почнеме да играме. Снеже, на кастинг си. Покажи се, Снеже. Не да одигравам, има ти збркано, бе! Јасмин, враќај се! Трета песна. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that you could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So deep. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Снеже, ако ги извадиш на очарите. Добри сте, супер сте. Супер сте. Кажете дека не Кажете дека не мрдна под место. Па, не, знам дека можеш многу повеќе од тоа што го направи денеска. Види, јас можам да исполнувам само една задача во
Овако, Многу паметно, Да, да. многу Значи една паметно. задача. Ти ми рече да не излегувам од коцката, јас само тоа го И слушам. јас не знам да Затоа си излегам или не. успешна во животот, затоа што ние сакаме по повеќе работи и трчаме, ти сакаш едно и тоа е тоа. Јас морам да ја честитам на Јасмин, денеска те победи. Не ме победи, секако победи. Фала ти што ме победи! Ќе одиме заедно на соба и заедно ќе правиме Ај некој без шекори. научари Може? еднаш заедно. Ајде еднаш заедно, без научари. Ајде јас. Добро? А пристигна и подароците. Како можеме да ми рече игрење да Гледај, се многу така. лесно. Да. Повели, затоа Фала што многу. ни си победник, прво на тебе ти давам една награда плюс, а сега ти доделувам и на тебе Утешна Снеж. награда, фала Утешна, многу. нашите мобитек, па не е утешна, Фала таму ти. вложиле. Да, не, Да, не, за мене повели. утешна. И тука нешто уште поутешно. 100 евра ваучер од Астра Казино да одиш и да ги дуплираш. Така ли? Или Да, ако не ме триплираш. терате да играм, нема проблем. Повели, Со среќа. играј во казино. Снеже може би тука не играше, но се надевам дека ќе поигра во казино малце и ќе си добија таму многу повеќе Кажете вие парички. научари Снеже ги носела. Ајде, наредно играат. да знаете дека на Снеже мирисат на очарите, се гледаме наредна среда, а сега следува нешто пожешко, може би од мојата жешка енигма или подлабоко, а тоа е во длабокото се. Здраво, драги гледачи, и од мене. Здраво, Јасмин. Здраво, Емче. Здраво, Снежа. Браво. Како си? Па добро, беше ова напорна игра и напорна борба. Се држам, издржав. Ти Да. мислив дека ќе игра Оро, да? Мислев. А. Таму сигурно уште на првото ќе падне. Да, а ова се помачив, да знаеш. Ај, Да, И јас знам неколку чекори и исто јоро. Колку ми е драго што имаме вакви прекрасни гости. Снежа. Снежа е многу уникатен име. Снежа. Snow White. Снежа или Снежа? С Ж. Снежа, да? Да, како Многу уникатен име. Да. А што значи? снег, снежно-бела. Снег. Снег. Ти си снег. Да. Ти си змија. No snake. О, Снег. снег, сно. Yes. Извини, добро. Ама може и змија. Еве вакви имам на рацете. Како сакаш така? Ето ние белите змии. Ми е драго што конечно се запознаваме во живо. Да, исто. И морам да ти кажам дека си многу пријатна. Да ја поздравам и Јасмин, со која се дружам и приватно. Истата. Многу приватно. Зошто? Со што се дружиме приватно? Со што сме многу добри пријатели. Ги оди муабето. Да. Истата судбина ја делиме. Најдове мажи македонци. Ама зашто судбина? Истата И радост сега ја нема делите. назад. Истата радост. Да. Радост е тоа, не е Радост. судбина. Радост, да. Да. 10 години само радост. Да. Ајде, девојки, убави сега да започнеме. Сакам да ви кажам дека во рубриката со длабокото со М си доби нови персонализирани прашања преку кои навистина на сите гости ќе пливат во длабокото. Ако сте спремни, да почнеме. Спремни си? Пукај. Зашто? Кој? Зешко, ќе биде Зешко. Јасмин. Под кои околности може да се оправла латата? Лагата. Извини. Под кои околности може да се оправда лагата? Може да и бидеш искрен кога од ова што ќе кажуваш доаја некоја солуција или доаја нешто добро. Ако тоа што ќе тропаш или ќе кажеш не помага никако на друг, со што да го вредиш со, например,
не знам, ова не ти изгледа добро. Дали јас те прашав? Не секогаш треба, не треба да лажеш, ама не треба секогаш да бидеш наискренен, да може би тоа што сакаш да го кажуваш, не валидно со обојство ке му кажуваш и понекогаш да кјутиш е најубаво. Добро. Dobro. Ако треба да избераш од твоето место на живење, во која држава ви се преселни? Пресел? Или пресела? Значи да бирам каде сакам да живеам, па секогаш Македонија ќе ме биде прво место. Стварно? Да, стварно. О! Нема да се преселам. За мене Македонија ми е втора дома. Значи, се значи за мене. Не се преселам. Идам. Или може- бидејќи имаш македонски маж тука? Да, ма не стави, не поради тоа. Јас зборам за Македонија, како Македонија се ме има дадено. Да. И јас ке одам како турист, можам да одам, на пример, ако се Добро. праша за тоа, Америка ме интересира да ја познавам и неколку места. Ама, да живеам, срце Македонија е Македонија. Браво. Браво. Песна македонска. Знам. Ајде. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Подобро уби ме, Македонија, но не оставај ме. Браво. 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 Леле. Светана ли е вода? Ајде, кажи. Чекай тука малце на ова. Кое е твоето најголемо достигнување? Светената водичка си игра, бе. Не за џабе викаат. Посвети си, значи ќе се истераш, еве ќе си добиеш, па и гледаш тоа се ритуали. Ако е најголемо достигнување во кариерата, во тој случај тоа е X фактор досега, заради тоа што беше емитувано нели на територијата на цела поранешна Југославија, меѓутоа што се однесува до мое лично, мислам дека се уште не сум го достигнала. Браво. Која е најубавата работа што си ја направила, а во име на љубовта? Што сум се омажила и сум се вратила од одредена држава во која што можев да останам за да се омажам. Тука Абре ги повали мажите. Гледате ли, бре? Е така. И после зашто? Има нешто, да, има нешто. Има нешто. Има гледаш, нешто. нормално. И чекай само да ви гледате у одело, се знае кој е Машо Куки. Се гледа. Добро. Ајде. Која е најголемата грешка во твојот живот? Најголемата грешка во мојот живот може би се грешки тоа што премногу им давам шанси на луѓето, а не заслужуваат. Мислам дека тоа се грешки, да. А некоја најголема, мислам дека од грешките се учи, а не е дека нели треба да се каеме или да се секираме заради грешките, но мислам дека е грешка дека не треба толку шанси да им даваме на луѓето. За твојот искрен и одговори, има нешто од Азилија, gift voucher, Фала ти. 2 илјари за тебе, повелете. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor yo viviré. Ove некој дел од песна што јас пеам со мојата банд е Tumbao Salsa Band, кај што сум вокалист. Ова година мислам дека ќе биде многу интересна за мене после мала пауза со бебе, знаете како е. Ама планираме да правиме концерт со македонски песни што од сега почнам да ги вежбам, компонираме, за тоа што е време веќе да пеам и на македонски јазик. И исто се спрема една песна со еден млад човек,
е џандари, сигурно го знаете, и ќе одиме од традиционалност до најдобра и нова тенденција за музика и мислам дека ќе биде, не знам, нешто многу интересно, се спрема, чекајте и бум, се ќе биде. Јас искрено премногу се забавував со двете наши рубрики кои што го имаше припремено. И Ангела, и Ема, Снежен, сте Јас мрдна не. буквално од коцката. Така ми рекоа во коцката, да не излегуваш од коцката. И не ти си излегував ги од коцката. почитуваше правилата. Секогаш е битно да ги слушат учителките во школа, кога ќе ви речат, значи да си ги почитуват и да си ги слушат. Така, јас сакам Ја да викале коцката пошто не излегла од неа. не излегла од коцката и тоа плава коцка како ни беше наместена тука, мислам тоа е тоа. Сакам да поздравиме тука уште еднаш Јасмин која што ни беше наша прекрасна гостинка со прекрасен вокал. Ќе ни биде Јасмин и понатака гостинка во нашата емисија. А сега пред да продолжиме со уште неколку прашања пред да завршиме, сакам да ги поздравиме уште Flex Broker кои што порачуваат на сите да го осигурате вашиот дом за 0 денари. Тоа значи дека сите вие кои што сте заинтересирани да прочитате подетално што тоа значи, треба да ја посетите нивната веб страна www.flexbroker.mk. Јас можам само да кажам дека сигурноста започнува токму со нив, Flex Broker. А сега Снежа, јас прииска заборавив да ти дадам уште еден подарок. Уште еден подарок? Леле. Ние сме многу дарежлива емисија и тука сакам да ти добро, испратам ти исто. благодарам. Знам дека водиш здрав живот Фала и ова ти. сум сигурна дека ќе ти се најде, можеби го имаш дома. Тоа ни са Джеко Леле, па Home и Center. турбичево. Фала многу. Значи, првото прашање ми е дали се забавуваш, а ти уште од пред да ти го поставам ми кажа не. Шкој рече не? Сега ми кажа дека не ти било убаво тука во коцката. Не знам што си чула ти. Може јас грешно нешто, не знам. Може од вокалот сега што пееше Јасмин, па затоа така нешто ми Се шегувам, премногу ми беше забавно, уживав, меѓутоа нели секогаш треба да има контра за да биде интересно, ти Така. ако кажеш све и да се согласуваме, не е интересно. Имам некаде слушнато или прочитано дека во Македонија мора да работиш повеќе работи за да можеш да заработуваш, особено ако сакаш да работиш работа која што ја сакаш. Е сега, поради тоа што истата работа делумно ја работиме, сакам да те прашам, од водителството денес, мислиш дека не се заработува? Мислам, Доволно? Доволно не. Мислам дека доволно не се заработува, така да втората работа е секогаш да те дојде. Исто така, сега одиме само со твои изјави. Леле. Едно по друго, едно по Цитат, друго, цитат, сите ми се така цитат. едно по друго. Сега исто така слушнав нешто што многу јас се зачудив искрено заради тоа што слушнав дека многу пати си сакала да се откажеш од нештото или од тоа што го работиш, но само заради тоа што си имала поддршка од домот, фамилијата и од блиски твои луѓе, не си се откажала. Затоа што токму така, вистина е, не сум се откажала заради тоа што да речеме се случило да треба да прифатам проекта, дома имам бебе кое што е 6 месеци, значи прво ми е не смеам да го оставам детето, нели? Јас како мајка се чувствувам лошо, не е во ред, нема кој да ми го чува и значи многу не. Значи јас ако Ти би од тој носела аспект самата, гледаш, да, самата одлуката е не, меѓутоа кога ќе дојде супругот и ќе рече не е проблем, значи ќе ти го донесам детето на доење, оди снимај, кога ќе ми каже мајка ми дека ќе бидам тука да направам ручек, не се секирај, свекрва ми или сите мои блиски кога ќе кажат дека не се секирај, тука сме за тебе, во тој случај значи можам да продолжам понатаму. Ако сама ја носев одлуката, сигурно ќе беше не. Така, јас го разбрав малку во поразлична конотација. Јас мислам сега од затоа што сум сама, можеби гледам малку поразлично на работите. Јас мислев дека пример, нели сам човек некогаш е доволно за да знае што е добро за него и од таа причина ти го поставив прашањето, ама веќе кога станува збор за фамилија, кога станува збор за деца, имаме и тука пример кој што ни следи Да. позади Шанко, така да го разбирам апсолутно тоа што го кажа. Растеме заедно со партнерот. Сега би те прашала вака. Во случај да има партнери кои што растат заедно, но едниот се издвојува од другиот, односно заработува повеќе од другиот. Дали мислиш дека таа врска може да опстане? А имаат исто така желба и амбиција да бидат кариеристи. Сега збориме за двајца луѓе кои што се кариеристи. Треба да прифатиш дека едниот заработува повеќе и не значи дека ти си помалку вреден ако партнерот заработува повеќе, заради тоа што можеби твојата вредност е на некое друго поле, што значи дека ти си можеби повеќе вредна, да речеме во домот, во донесување на останати одлуки, можеби таму каде што сакаш да заработиш пари, не можеш заради тоа што и твојата професија не е платена толку колку што е неговата. Така да не мислам дека
Тоа може да биде проблем ако правилно се размисли и се прифати. И да не се надпреварува. Поентата во бракот е прифаќањето, не е толеранцијата и не е трпењето. Значи, прифатете се такви какви што сте, а не да толерираме за да трае бракот. Оти во толеранцијата во еден момент пука. Ја прелива чашата, како Да. претходно. Си се облекла како невеста, прашуваш прашања за брак, кај да те мажим. Па види вака, и денот каков е. Гледаш ли? Ајде, кјути си сега. Не мора да го знаат тоа гледачите. Сега уште едно прашање пак за брак. Па изгледа мене тоа ме интересира без Снежа. Сега знам, види, каде ме знам. боли, значи таму излети поставувам прашања. Гледаш ли? Как ти почна прво со бракот? Што ми рече прво? Како изгледаш вака млада? Ти се плашиш да се омажиш за да не остариш. Не е точно. Така е, како не? Ќе ме чува, абе ќе си влегувам сама во фрижидер ако треба. Гледаш. Никаков проблем Само нема. да е празен треба. Оти ако влезеш на пун фрижидер можеш све да изедеш и после да се заглавиш. Да не можеш да излезеш. Абе, Снежа. Кажи ми сега уште едно нешто, затоа што многу често ги опфаќаш и во твојата емисија, во нешто конкретно сакам тука да кажем емисијата која што води Снежа, тоа е една од најзабавните емисии кај нас на нашите простори со можеби најмногу гости што може да викне некој човек. Јас ти се восхитувам заради тоа што некогаш е тешко да се дојде до еден гостин, а не до четворица, а не па две емисии во еден ден со 8 гости. Тоа е секоја чест. Прашањето ми е според тебе дали може да обстои врска со ако еден партнер има финансиски средства, а другиот не, без притоа тој што нема да биде пример, да не биде омаловажуван, да не биде после јас имам се, ти немаш ништо. Дали е можно тоа? Па ако ти зависи до човекот, си го гледаш човекот каков е до тебе. Сега значи, пример тоа се јас ради. да имам партнер, сега носам убаво ми, другиот ден му го качам тоа на глава. Сега ќе ти кажам. Па не бива. Си го прифаќаш таков каков што е. А ако не сте се договориле да ти заработуваш, он не заработува, значи зима да си прифатиш, како Ништо. што ти реков. Значи прашањето е во ред, меѓутоа размислувањето на човекот не е во ред. Заради тоа што јас ако те сакам тебе, сум те земал тебе, значи сакам заеднички да растеме и да се почитуваме, а финансиите, значи ќе дојдат. Ти седи си, пи си каве, си дојдат. Азното само ќе си дојде. Не, мислам дека разликата е во луѓето, а не некакво си правило на однесување. Тоа се стереотипи кои што за жал раздвоиле многу партнерства кои што можеле понатаму да обстанат. Значи, ако партнерот не ти работи, а ти заработуваш, остај го. Да не работи, да лежи дома, да ужива. Не, Немам не. партнер, мислам да се разбереме, немам партнер, значи зборувам чисто онака. Реков ќе го Не знам вработиме. зашто. Ама може. Ако. На крај, Друго што? пак и така и ми завршува. Значи, последното прашање ми завршува кој треба да ја плати сметката, Снежа? Која Мажот сметка? или жената? Па ја, ова не е без пари, бе. А? Не ме викнавте без пари. Сериозно треба некој да плати сметка. А шо е? Види ко банкава ја пуштивте со толку пари, јас да платам сметка. Ајде во кафана ќе речеме. Тука ова не е ништо страшно, ова е дока илјадарче ќе се префатиме некако. Таму не знам ема што пиела, оно позади вади нешто и пие. Толку се смеат они. Кај неа ке е пијачката. Не знам што. Сметката. Не прашањето на плаќање на сметка, значи не е тоа кој има, туку е да речеме прашање на почит. Значи мислам дека мажот треба да ја плати сметката заради тоа што ја почитува жената, односно девојката која што е. И ти ли платиш сметки, девојче? За сега не уште. Чекај. Не се уште. А да донесе од креветот да си легна да ми се исповеда. Па не сериозно, да ти кажам некој работ. Не треба да плаќаш сметката никогаш, разбираш? У суштина. Слушам совети да знаеш и ги прифаќам. Сега ќе ти кажам. Ние прв пат кога се запознавме, ја исто така бев финает и му реков нечем да ме платиш ти сметката, значи јас сама ќе си ја платам. Значи и си го плати он кафето, јас си го платам, значи моето кафе, пошто бев финат и не сакав да му покажам. Сега тоа е добро, ама кога е кафе и кога е малку, ако јадем многу, многу е лошо. Така да пази кај ќе нарачуваш. Друго нешто.
Ништо, Снежа, толку, значи готово, сите совети можни ми ги даде за брак. Облечено сум како невеста, мислам дека треба се омажам. Дајте го младоженецот да ја омажиме, ете нека ја се све. појави. Прво ќе го вработиме. Не, многу е битно да биде пријавен на биро за да има осигурање. Добро. Оти, нели треба да биде осигурен ако нешто му направиш. Не дај Боже, зашто да му направам, Снеже? Од каде овие сега разговори почна? Што ќе му правам? Дали така ти личам јас тука со овие пердови дека можам нешто да му направам на Не бе, некој? пердовите, не али ноктите. А, види, Снеже, значи во знакот на љубовта ми се со срциња. Љубов ќе го гребнеш малце, ама треба да е осигурен. Знаеш зашто? За да не плаќаме после ние што. Ти ќе треба да плаќаш бе девојче, затоа ти викам фондот дека се Добро, значи, вакви убави совети, јас мислам дека не сум добила многу долго време, може да се исповедам, таму имаме и кревет, ќе си легнам, ќе си бидам тука Кај на... баба Снежа ќе ти каже све од времето што се секираш. Не сме толку разлика во години, како и да е. Снеже, слушнав во многу интервјуа дека некако им носиш срекичка на луѓето околу тебе, што мислиш, зашто сум вака облечена? Ќе се омажиш. Срекна ли? Што предвидуваш, кажи ми? Срекна ли? Па нормално дека среќно ќе се омажиш како? Па не знам, би има и несрекнат, кај знам, не се Не, прашувам. ма ние тебе среќно ќе те омажиме, а ти после ако си направиш несреќа, Значи, тоа е до тебе. тој што треба да ми биде сопруг, ако случајно го гледа ова, прво ќе оди во биро за вработување, да си Нормално. се осигура, се да си направи така како што треба. После што треба, Снежа? Кои совети треба да се дадат? Значи, рековме прво да биде осигуран, за да знаеме дека све ќе биде, Добра. значи ќе биде вработен, ќе му извадиме лекарско, за да видиме дали знае да вози. Тоа е исто така многу битно. Ќе го однесеме на психијатар, на психолог и ќе го научиме да ги одговара клучните женски прашања, што значи на прашањето дали сум дебела, да вика ти љубави си ми секогаш најубав. На прашањето дали ова убаво ми стои, ја тебе те сакам само гола. Значи тоа е исто одговор. на прашањето зашто ја гледаш оваа? Не, љубави, само ја погледнав за да знам колку ти си најубава. Значи има такви некои прашања, све ќе ти кажам, има упатство има. И кога ќе ги помине сите тие тестови, ти сама ќе си го тестираш таму кај што треба. Сега за сите овие совети мислам дека треба да ја запратите Снежа на низиниот Инстаграм профил затоа што не дава бесплатни совети, некогаш може да слушнете по некоја, се друго си се плаќа затоа што како кажа и самата мажото Чиста сметка, дуга љубов. Тоа е тоа. Јас ти посакувам да си вака убава, насмеана, позитивна, да си ми жива и здрава и нареден пат кога ќе си дојдеш, ќе видиме како ќе бидам облечена. Може во црнила. Не мори во црнилата, ман работа со бурма те гледам свет. Може. Значи нека биде се за убаво и да се гледаме биде. само во убави прилики. Ти посакувам исто и со твојата емисија да си оди како што треба, да не вложуваш многу труд, а да вродува со успех. И тоа е тоа. А на сите вас, драги гледачи, што не пратевте и бевте заедно со нас, ви посакувам да имате убав остаток од денот. Се гледаме следна среда. Довидување. Добро. Спремни сме? Зовем се Јелена. Значи, само да играме Да на играте? ритам на музиката. На Така? ритам. Најфи ми дојде песна, ма зовем се Јелена. И да не излеземе од... Нема да ме викаат по свадби, нема да трошам пари, пошто ќе рече ова не знае да игра. Нема да прави атмосфера. Свадбава, нема да прави атмосфера. Готово. Чекај се. Загласуваме, не е интересно. Така да, благодарам. Имам нема за што. Ми дојде да ти речам да ти го подарам. Па е така, па ми го подари. Што туку ми го подари, еве гледај. Ми го подари. И со овакво ми го стави со кесенце да си го спакувам.